Најавивме утрово на вистина ќе дувнеме убави свекички, 25 на број, на кои што и се радуваме на вистина. Како што кажа Цеце, откако започнавме како цикл Утринска антилма, многу ни е драго што дел од нивните кампањи, идеи, заложби и така натаму се некако поврзани тесно со утринците. Така што ќе честитаме на екипата на USAID кој што одбележува 25 години во Македонија. Потсетуваме уште еднаш за оние кои што сега се приклучуваат дека преку своите програми придонесуваат за унапредување на македонското општество во целина и создавање на позитивна клима за понатамошен развој во речиси сите сегменти од живењето на граѓаните. За таа цел били планирани се активности и кампањи преку која во текот на престојните 4 месеци македонската јавност, односно и вие во случајот, ќе имате можност одблиску да се запознаете со работата на USAID во текот на ова 25 годишно творештво. Така што говорници имаме денес во студиото и веќе направиме еден крупен кадар, широк кадар. Да. Нашата госпоѓа Лила Јаковлевска и Небојша Мојсовски. Драго нешто се дружиме, со Небојша се запознавме на почетокот. Лила, за прв пат, ако не се лажам, во Утринското шоу. Да. Добро ни дојдовте. Благодарам. И честитки. Само што спомена сериозно кога помина 25 години, меѓутоа позитивна клима, во позитивна клима и треба да се функционира. Добро утро. Благодарам за поканата. И многу ми е мило што сме тука утрово да ги поздравиме и гледачите на утринската програма на Телма. Да, 25 години. Не е шега. 25 години Американската агенција за меѓународен развој работи заедно со граѓаните на Република Македонија, со владите на Република Македонија, локалните заедници, на правење на општеството да биде просперитетно, да биде демократско, кохезивно, инклузивно. И на вистина придонесовте. Се надевам. На вистина придонесовте кога заслужувате аплауз за сето тоа. Што би подразбирала Дајва поддршката која што зборуваме 25 години, бројка која што не е за занемарување, апсолутно, јубилеј кој што многу значи, но што подразбира поддршката на USAID во напредување на културното, меѓуетничкото, например, разбирање, какви се кампањи и така натаму? USAID работи во 3 сектори. Значи, откако што сме започнале пред 25 години, работиме во развој на демократско општество, поддржуваме економски развој и работиме во сфера на образование. Во секое мултикултурно општество, какво што е и нашето. Треба многу работа на негување на меѓуетничките релации. Да, континуитет е неопходен. И тоа во ниједна земја не е лесно и тоа е нешто што бара постојано внимание. Мене ми е многу мило што ние конкретно сме се зафатиле да помогнеме да го адресираме тоа прашање и тоа го работиме експлицитно, значи директно и во училиштата веќе 6-7 години заедно со владата на Република Македонија, со училиштата, со локалните заедници, пред се преку проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, чиј раководител беше Небојша, па еве тој ќе ви каже малце нешто повеќе за што конкретно сме направиле. Ајде, Небојша, повели. Почнам со една реална приказна. Имате две ученички, живеат во исто мало, живеат на иста улица, живеат во иста зграда, одат во исто училиште, зградата кај што живеат едното девојче живее на 3-ти спрат, другото девојче живее на 5-ти спрат, меѓутоа учат на различни јазици во училиштето и не се знаат меѓу себе, а се средно училиште. И се соседи. И се соседи, меѓутоа не се знаат. После спроведување на активности во училиштето, заеднички ученички активности во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, проект кој што 5 години работеше во Македонија, токму на овие теми, на овие активности, овие ученички се денеска најдобри другарки. Значи, тоа е една од активностите кои што ние во рамки на овој проект ги работевме во рамки на сите основни, сите средни училишта во Македонија. Не беше ова е ситуација која што е многу честа како појава и во Скопје и во останатите градови од Македонија и мислам дека е многу значено тоа што го правите и полето на кое што работите постојано. Така е. Токму затоа овој проект работеше буквално со сите училишта, затоа што потребата од меѓуетничката интеграција не е само во одреден дел од државата, него е потребно за сите училишта и за сите ученици во државата. Овој проект, ако нешто треба да издвоиме, тоа се 400
партнерски активности, односно партнерства помеѓу училишта во Македонија, кои што учат на различни наставни јазици од различни делови од државата, кои што меѓу себе имаат партнерски односи не еднаш, туку континуирано се течат тие активности, се со цел да ја подобриме меѓуетничката кохезија, интегрираноста помеѓу учениците и наставниците, кое што е и tekako неопходно за нашата држава. Тоа е проект кој што ние го почнавме и горди сме што може да кажеме дека заедно со владата на Република Македонија, со Министерството за образование и наука и сите клучни образовни институции и општините и училиштата, овој проект стана процес за меѓуетничка интеграција. Како ни тоа е навистина на важна социјална навистина на важна социјална алка. Тука немаме класни подоби, тука немаме пардон, никому да осудиме каков е што и така што тоа е таа алка која што е многу потребна за македонското општество. Јас би прашала како реагираат и младите, но и нивните родители. Никогаш стегите се помеѓу возрастните, а не толку помеѓу новата генерација, да речеме новата генерација или младите луѓе. За децата сите во околината се исти. Но ако родителите наметнат нешто, така и ќе се однесуваат децата. Какви беа реакциите? Дали може би во возрастната популација? Има стеги, бариери? Некакви стереотипи, да речеме, за кои што се соочува македонското општество. Токму затоа проектот имаше два пристапи. И системски, работејќи со сите институции, меѓутоа и локално работејќи со училиштата, работејќи со учениците, наставниците и родителите. Бидејќи на почетокот нормално имавме одреден отпор, меѓутоа со активностите секој родител сака своето дете да има добар живот, да има позитивна средина во која што расте и да има пред се добро образование. Ние се трудевме преку тој проект кој што продолжуваме и понатаму, за кој што ќе збориме малку подоцна, да ги поддржиме сите овие позитивни иницијативи кои што произлегуваат не само од нас, него највеќе од учениците и од наставниците. Кои се најзначајните достигнувања во рамки на сето ова? Па јас би го проширила ова малку затоа што мислам дека посистемски мора да се работи за да се добие довербата на училиштата и на наставниците и на родителите, сигурно, затоа што таму ни се воспитува младината и многу е важно како со нив се работи. Имено. Значи, многу ми е мило како граѓанин на оваа држава што ние сме успеале да влеземе во 450 училишта, се сите основни и средни училишта во државата. Браво. Сме работеле со веројатно преку 20.000 наставници, сме правеле обуки, сме стигнале до сигурно преку 100.000 ученици на овој или оној начин. Тоа е голем процент од образовниот кадар, така? Да, тоа е навистина импресивна бројка.